Подрите! Браво! Така е! Лева, десна, лева, десна, лева! Тоа е! Држи ритам! Истина твоите внуци! Ајде! Можеш ти! Не можам шан! Не се откај, можеш, ајде, држи ритам! Држи ритам! Исправи се, Делфине! Ана ја познавам од кога знам за себе. Таа е машина за авантури. Дритан! Ана! Се изгубивме малце. Актери сме и двајцата, али никогаш не сме соработувале. Љубопитни сме, но секогаш за различни работи. Може, станите. Јас задволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а дзиркаме и во заеднички дуќани. Одиме на кул местенца за селфиња, рилсови, бараме нови перспективи на старите приказни. Од дома, правец кон сите соседни држави. Чудесни луѓе, природа, култура, музика, традиција. Се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. Нова патување има место за сите. Возбудливи авантури кои секој треба да ги доживее. Добре дојдовте во нашиот отворен круг. Ова е Радиус. Scusa, signorina, io granissimo, Sì? grande, piccolo, dupenissimo? Sì. Ah, grazie. Entrare, mio amico, è la grande avventura. Имаме резервации, 3-дневен аранжман. Неа, преторија. После, granissimo, piccolo и grande, dupenissimo. По кратки црти одиме на Преспанска ривиера. Oui. Според лична карта, Преспанското езеро е старо некаде околу 3 до 5 милиони години, што го прави едно од најстарите езера во светот. Природата ги споила со Охридското езеро за секогаш заедно, во една единствена и неразделна врска. Водите на двете езера направиле услови за уникатен екосистем, дом на бројни ендемски видови во и околу водената површина. Кога ги гледам хрониките за Преспа на Кирил Јоновски, ме фаќа носталгија за детството и за Преспа од моите спомени. Природата на Преспа и подарила богатство на убавини и атрактивности. Историјата пак ја оставила непроценливо културно наследство и многу неизбришливи траги означени настани. И ти знаеше дека Преспанско езеро се всушност две езера? Знаев нормално. Уште од мали научија дека Преспанско езеро е уставено од две езера, големото езеро и малото езеро и 4 острови. Кај па сега 4 острови? Па 4, ама сега може и поише има. Како се повликува водата, се појавува ново копно. Некогаш жива и полна ривиера, прошарана со хотели и камп населби. Место за одмор и дружење на многу летувачи. Тука доаѓавме на првите екскурзии, учевме да пливаме, ги добивавме првите сончаници. Одморалиштата не беа луксузни, но беа драгоцени. Сега запуштени и оставени. Малку познат факт е дека имаме историја на носење важни одлуки и исклучување договори во Преспа. Еден таков настан е Преспанското советување на Централниот комитет на КПМ од 1943 година, кое имало одлучувачко влијание и представувало своевиден темел на АСНО. Во таа чест, помеѓу Отешево и стење стои прекрасен споменик направен од еден од најпознатите македонски скулптори, Јордан Грабуловски. Од Расичано имам слика. Ова беше едно од најпопуларните одмаралишта во Југославија. Прво се распадна хотелов или Југославија? Во Југославија. Во еден момент, поточно во 1987 година, околу езерото се создава огромна туристичка побарувачка, а како одговор на тоа се гради уште еден хотел во Отешево, хотелот Европа. Символично или случајно, хотелот Европа е позициониран веднаш до хотелот Југославија, како предвесник на она што требаше да се случува со Југославија по нејзиниот распад. Бил отворен за посетители до 2005 година, кога настанал пожар и ги оштетил и двата објекти. Денес, речиси 20 години откако се промени овој објект, веќе нема ништо заедничко со првичната надежна метафора, туку сега е символ на распад и заборав.
Те барам пола сат. Слушнав шепот, а потоа гласови. Илјадници гласови на срекни луѓе низ риверата. Како да ги гледам сега пред мене. Слушаш? Што? Памет ми извади! Мал прај. Држи се, дајде, бегај таму. Ај бе, ке те частам пијац, ај. Зашо ги мучи? Шо правиш? Еве, вежбам. Некојаш езерото беше овде поблиску. Ова беше жива ривиера. Сега Преспанската ривиера остана како споменик на некое одминато време. Иако едно е стабилно во Преспанско, тоа е повлекувањето на езерото. За да се врати сјајот на некогашната Преспа полна со живот, има повеќе индивидуални напори. Но може би е и до сезоната. И во Ибица да одиш вон сезона, сигурно изгледа вака, постапокалиптично. Ана! Ана! Еј, Види колку е далеку водата од плажата. Ако отиде уште 1 метар понатаму, ќе треба со джипот да ме носиш. на 25 јули пред 30 години, можеш да замислиш шо било? Кога? Ова било фул! Шо било? Ова некако кој да ти било ко Миконос на Македонија. Кај сакаш да одиш? Сите хотели букирани, крпа нема човек кај да фрли. Крпа има у джипот ако сакаш. А? Што? Што се случува со Преспанското езеро и што можеме да направиме? Го прашавме Драган Арсовски од Македонското еколошко друштво, координатор на проектот за прекугранична заштита на Преспанскиот регион, Преспа нет. Те прашам, кои се причините за повлекување на езеро? Одговорот е комплексен, односно делумно се должи на промените во климата, кои што се до некаде природни, а делумно се должи и на климатските промени кои што се предизвикани од човекот. Нели ние зависиме од езерото и особено луѓето кои што живеат тука зависат од езерото, особено од примерниот сектор, значи земјоделието го имаме, кои што неминовно мораат да си ги наводнуваат своите овошки, ниви и така натаму, и водата е нормално дека примарно потребна за сето тоа. Меѓутоа делумно со текот на годините се акумулира тој ефект од наводнувањето, да речеме, особено доколку се прави тоа малце на не најсуптилни или не најефикасни начини. Меѓутоа главниот фактор се сепак промените во климата кои што може да бидат и човечки и природни. Што можеме да направиме ние да го спасиме езерото? Значи ова е едно од најстарите езера што постојат во Европа. Ние го следиме нивото од 51 година иначе. И од тогаш навака и откако знаеме и функционираме тука со некои модерни техники земјоделие и така натаму, ние сакаме да го држиме вака. Нема лесен одговор на се за тоа, бидејќи многу реагира езерово едноставно на глобалните промени, така да максимум што може да направиме да мониторираме и да знаеме докај стигнала работа, докај не се подземните води, дали доаѓаат фламингата и си одат, колку истекува под Галичица, колку имаме врнежи горе на планината и над 1000 метри. Имаме дополнителен момент што уште толку ја комплицира ситуацијата, а тоа е, знаеме дека езерово не е само во една држава. Тоа сега да кажем, езерото излегува на 3 држави. Малку поделено, да. Тоа за нас значи дека се ова што го збориме е пута 3 комплицирано. А има ли добра комуникација меѓу трите држави? Се подобрува работата. Решивме да оформиме мрежа официјална, Преспа нет се вика, која што ќе е мрежа на невладини организации, еколошки невладини организации за Преспа, за да можеме и формално да почнеме да функционираме. Биќе логично, нели, тука ако земеме една риба да заштитуваме или да порибуваме, а она му се лови и не се заштитува, некако попусто, залудно ги правиме овие работи. А дали може да ни кажеш нешто повеќе за тој остров? Има ли змии многу? Нели Змијски остров го викаат? Види, уште одма да ве спремам за разочарување. Нема да видите многу змии, најверојатно. Особено на лето кога се оди таму, има рибарки, водниве змии и имаме поскок. Да ни кажете нешто за жилките?
Имаме еден вид на желка на голем град, се вика шумска желка. Многу малку женки, многу повеќе мажјаци, односот на полови од прилика 11:1 во прилог на мажјаците. И значи на островот се останати Многу мажи. многу мажјаци. Многу сексуално фрустрирани мажјаци, висок им е тестостеронот. Се случува нешто што некои го нарекуваат и призен ефект. Си наскакаат едни на други, нема осудување нешто многу на островот, ни од другите желки, ни од другите птици, змии и така натаму, така да скрос им е окей. Тие се долгоживеачки организми, ќе останат уште најверојатно 80 на години таму, меѓутоа нема начин како да се одржи таа популација. Бе, кај си бе ти? Желка? Не Желка, Желко. Ја мислам дека ова е женско желче. Машко, ај црти го вака од другата страна да видим. Па добре, бе, ако се сите машки желки на островов, како е можно да има мало желче? Може е посвоено. Овој остров има и цивилизацијска позадина. Од остатоци од неолитот па се до средовековната историја. Се смета дека тука постоеле 12 цркви и базилики. Зашто се вакви сушени сите дрва? Па, птиците се парат секогаш на источната страна. И со самото тоа што доаѓаат птиците од оваа страна, птиците јадат и после тоа Па добро, ја би се разболел така некој да ми прави глава. знаеш дека езерото е последна причина зашто доаѓаат туристите овде? Сварно? Воздухот бил идеален. Преспа да ти била нешто као воздушна бања. Дека се наоѓа на повисоко од Охридско, има и различна вегетација. Кои туристи, ана гледаш овде нема живо пиле, сами сме. Знаеш колку е старо езерово, има култура, има историја. Ма не бе, на младиви им треба, разбираш, треба малце да се образуваат, им треба наука, им требаат модерни содржини, тоа е тоа што им фали. Па да, добро, се согласувам дека треба наука, тоа е све е фино, убаво. Ама треба и кафана да има некоја. На гладен стомак не се учи ништо. Ресенчани од Преспа во просек имаат берба од 80.000 тони јаболка, а рекордот изнесува дури 150.000 тони. Сочните јаболка кои растат во нивите покрај Преспанското езеро, заради пестицидната обработка на овошниците, колку што се благодат, толку создаваат и проблеми на езерото и неговата околина. Што ако не фатат? И никој нема да запримети дека фалат 4, 5, 6. Си текнува тој која крадевме цреши мало дека не бркаше со чатал. Стварно не сакам да ми се повтори тоа искуство. Живе бе, Ана, еве, јас сум тука горе, не гледам никој со чатал да има. Зитон, Чекај, тие се. ај, Овде видов, леле, овие какви се код домати, чекај. кај идеш сега? Бе, дојди ваму! Не може овие ми се многу... Дритон, влагај! Джекпот. Дритон, влагај у кола! Да, еве, само овие да ги зам. Многу се добри. Влагај! Еве, чекај. Ана, уште ова, Ана, чекај бе. Еј. Застани. Шо ти Ана, не ограби в банка? Кражба си е кражба. Сакаш? Да. Не сакам. Зашто? Зашто 10 пати се прскани, ќе јадам кога ќе најдеме чешма. Шо ти е крајле, бе? Сега те носам на едно ептенкул место? Сакам. На bird watching. На шточинг? Bird као птица, watching као гледање. Па добре бе, нема некој поубав македонски збор за тоа? Тебе тоа ли те мачи се? Па ме мачи. Пример да речеме, зашто не го викаш тоа птичарење? Гениално. Ти свија? Иако запоставена, Преспа се уште привлекува мали групи на туристи. Главно тоа се авантуристи, луѓе кои бегаат од метежот и бучавата. Доаѓаат и доста еколози и биолози. Сепак, од секогаш на езерото најбројни посетители, така наречени туристи, биле птиците, со традиција на посетување на езерото стара илјадници години. Се насе, 24.000 водни птици се врткаат околу Преспанското езеро, едно од најинтересните места за брдуач, птичарење во Европа. О, па многу е високо стварно. Ја да идам прва? Слободно, ако не се плашиш од висини. Па браво, бе, дамите имаат предност. Езера ни е резерват на природата, заштитен и од државата. Официјално прогласен за парк на природата во 2012 година, а се наоѓа на светските листи за зачувување на уникатниот биодиверзитет кој постои таму. Кои видови птици се најчести овде? Пеликанот, корморанот,
жолтоглавиот гњурач, шатката, дивата шатка, големата чапја, малата чапја, белата чапја. Која птица најмногу сака да доаѓа тука? Која е најголемата птица? Најголемата птица е далматинскиот пеликан или кадроглав пеликан. Што значи тоа далматински со точки? Не. Тоа се кучињата. Кадроглавиот пеликан се храни на големото Преспанско езеро, а се размножува на малото Преспанско езеро. Таму е спалната. Да. Туристичка патека имаме од селото Асаматин, која е во должина од 5 километри, а натаму не е дозволено пешечењето на туристите. А од каде се протега парк на природа Езерани? На запад од Сирхан, па се натаму на исток до Асамати, до селото Асамати. Ено онде една птица, не пеликан. Можно да е штркона? Чапја е. И како функционира ова со туризмот? Мислам, има посетители? Има, претежно странските земји се. Еве сме во парк на природа Езерани, малку на bird watching, да се едуцираме за какви птици има во Преспа. Ти знаеш дека всушност приказната за настанокот на Преспанското езеро е љубовна приказна? Никогаш многу одамна, онде немало езеро, имало само рамница. Имало две племиња што се бореле за превласт. Имало 7 кладенчиња кои што никогаш не замрзнувале, а навечер се затворале. И на тие кладенчиња одела да полни вода бабата Преспа, што била принцеза од едното племе. И една вечер дошол Лабит, принцот од другото племе, и кога се виделе, тоа било љубов на прв поглед. А мислиш дека е легенда во уствари за љубовта помеѓу Охридско и Преспанско? Па остави ме да завршам, па заклучи сам. Може? Може и така. И така, Преспа и Лабит, една вечер во нивната голема љубов, заборавиле да ги затворат кладенците и кога се разбудиле, што да видат? Целата рамница била полна со вода. И така големата љубов и езерото ставиле крај на војната меѓу двете племиња. И значи сега ако пресуши езерото, пак ќе се борат преспанските племиња за територија, а? Адридон, ќе треба да се одлучиш на која страна ќе видиш. Зошто исчезнува Преспанското езеро? Прашање кое многу луѓе се обиделе да го одговорат, а најконтровезниот одговор е поврзан со местото Завер. Одиме натаму да ја разрешиме мистеријата. Ова е Завер? Според екологистите, ова е точката кај што го снемува Преспанското езеро. А ако се трнам јас, мислиш ќе поминат? Па ќе поминат. А, Дојди натака? овде. Ајде. Му! Ако се вратам тука јас, ќе трнат? Ајде. Ајде. Браво! Натаму! Браво. А ти што се правиш паметен таму горе, гледаш сите кај поминуваат? Абе, видиш колку има тука. Ова е само знак дека езерото било до овде. Со испитување со обоена вода од Преспанското, се утврдило дека истата таа обоена вода завршува во Охридско, во Свети Наум, и дека Преспанско навистина го полни нивото на Охридското езеро. Изгледа ова е дупката. Но сега нема ништо. А кај е сега водата? Сега, ако влезам и овде, ќе излезам во Охридско езеро? Не знам што може да се направи за пак да има вода. Имаш некаква идеја? Ајде, не сме. Дарувај... Се смееш? Не. Дарувајте додолето сирачето, а за роси ситна розадана. Древниот старословенски обичај додола се практикувал во време на суша, на начин што се изведувале молитвени додолски песни низ целото населено место. За магијата да биде посилна и поуспешна, освен букети од трева, цвеќе и жито, потребна била невиност и чистота, каква што поседуваат само децата. Затоа ритуалите најчесто ги изведувале мали девојчиња. Докај си со ритуалот? Не, а? Што ти е тоа? Водата да ја повикаме со вода. Ама прави, пеј и ти додолето. Ајде, Нападнаме од двете страни. Дарувајте додолетна розадана во нивосно поле.
најсилното сврзано ткиво што ги обединува Албанија, Грција и Северна Македонија е дефинитивно Преспа. Во недостиг на институционална поддршка за спас на езерото од матичните држави, екологистите од овие земји го создаваат проектот Преспа.net. We are PPNIA, Protection and Preservation of Natural Environment in Albania. We are an environmental NGO, the oldest one in Albania. And we are part of a network of NGOs together with MES from North Macedonia and SPP from Greece. So this collaboration, it's already happening? Yes, it's established some years ago and it's called Prespa.net. The aim of this Prespa.net or this network is strengthening more collaboration with cross-border and also conducting different kind of strategic plans in cross-border area just in order to preserve this wonderful basin. Mund na tregoni pak për misterin e Zaverit? Në fakt s'është se ka ndonjë mister të jashtëzakonshëm, thjesht mbase nga që uji i liqenit Prespës madhe kalon nëpërmjet, domethënë penetron shkëmbin që janë ngëlqëror dhe lejojnë kalimin e ujit dhe kalon në liqenin e Ohrit. So basically there is no mystery. Fenomen natyror me saktë, domethënë. Yeah, here for example we are in exact place which before it was full cover of water. And the water decrease is also leading to these open spaces without plants, you can see. And this is a real danger because some invasive species may establish themselves there. Invasive species? Yes. Which one? For example, Elodea canadensis is What is that? it's like an aquatic plant, Okay. which is a big threat. Po në bujqësi na përdoret uji liqenit Prespës? Ne kemi bërë disa pyetësor këtu me banorët për një plan menaxhimi për kullotat dhe një nga problemet që ata është mungesa ujit në fakt. Po ti shikon dhe ja, për shembull lopët i vetëm mundësi është që të përdorin liqenin. Edhe pse kanë liqenin afër, ata vuajnë për ujë në fakt. Is Europe interested in this project? Are they sending financial help to support this research? Yes, for example, the Prespa project is financed mostly by PONT, Prespa Ohrid Nature Trust and the Jensen Foundation. The project is about species conservation and environmental education and management plans. Experts from Greece are helping us for the habitat monitoring and experts from North Macedonia for the snakes studies in the islands. Why is the lake decreasing? Is it a natural thing or we can help? Actually, of course, that there are many kind of threats that are causing this negative impact on the water level, but still, for example, we can mention the irrigation, also the climate change as well. Impact of the climate change is not only the water level, but also the water temperature, which is going higher. And this impacts this fish species, mostly the trout, which is used to live in cold water. And also in algal blooms, high temperature means the algals will grow faster, also the reeds. Other impacts that we can see related to the decreasing of this water level is also regarding to the conservation degrees of different habitats. We want, of course, to conduct the different conservation actions in order to preserve this phenomenon. А како што има мал и голем град, има и мала и голема Преспа. Малото Преспанско езеро во целост се наоѓа во Грција. Делянчи, со оваа технологија можам да ги видам и рибите во вода. Да, мислам дека ова е единствен пат до мало Преспанско езеро. Ајде да видам. Па овде како да гледам некој патче. Мислиш езеро гледаш? Се упативме кон Свети Ахил, остров на малото Преспанско езеро, со долга историја и уште повеќе биодиверзитет. Немам веќе интернет, ама треба да е мовчево и одно после мовчето е островот. Ама е сладко во Мосчево, малецко. Мостче. Баш си патиш на ова Мостчево. Мостчето на Ана јас би го именувал како монструозен мост. Долг е 650 метри и поврзува копно со островот Свети Ахил во Мала Преспа. Па не е толку далеко. Ајде. Да се тркаме до таму. Не мора, не мора. Мостче. Овако е мостче.
мостиште. Витан. Дојди седни малце да видиш убав поглед има. Вода имаш овде трски. Ало, ако дишиш од уста и издишуваш од нос, многу полесно ќе ти биде. А? Не важно. Што кај ќе го носи? Како е? А? На островот живеат само неколку селани или островци што останале во нивното родно место. Меѓу најпознатите иницијативи за развој на туризмот на островот е фестивалот Преспеа, кој се одржува секоја година во последните 10 денови од август. Wildlife во Преспа. Да не каса ова. Ајде, треба да е лесно видлива негде, не е тоа мала Не е базилика. многу голем островот, па да не го најдем. Во 976 година, по втор пат се создало Самуиловото царство. Островот Свети Ахил има важно значење во животот на цар Самуил. Тука бил крунисан за цар, тука бил неговиот престол, а тука и починал и бил погребан. Според книгата на Кирил Јоновски, цар Самуил во своите походи најдолго се задржал на островот Свети Ахил и практично представува негова резиденција. Да, инаку цар Самуил има изградена оваа црква во чест на светецот Ахил, чии мошти ги донел од Лариса. А на островот нема многу жители, има само колку 4-5 луѓе кои што останале на своето родно место. Толку 5 максимум. Ти можеш да бидеш шестиот жител ако сакаш, ако си земеш грчки пасош. Годината е 1014. Од битката на Беласица во Преспа се вратила Самуиловата војска, осакатена и ослепена. Кога ова го видел цар Самуил, според преданијата легнал болен. После недели во постела, чувствувајќи ја смртта, посакал да го донесат тука, на Свети Ахил, каде што починал на 6 октомври 1014 година, од срцев удар. Според историчарите, тука се наоѓаат и гробовите на неговите наследници. Постојат тези дека тука е и гробот на Хомер, творецот на Илијада и Одисеја, ама да не претеруваме. Откако ги проверивме екологистите од Албанија и Северна Македонија, дојде време во епизодава да ги слушнеме и екологистите од грчката страна. So can you tell me more about your mission about conserving this lake? The Society for the Protection of Prespa is an NGO established in Greece, and we have been working for the last 33 years now for the conservation of the natural and cultural values of the identity of this area. Initially on the Greek side, but we quickly understood that this can only be achieved if we work at the transboundary level, because as you know, this is a shared basin. Yeah, so working together is pretty important. Yeah, it's the core of our strategy, working together. There is another Prespa agreement that we are proud of. It is between 4 parties, the 3 states, Albania, North Macedonia, Greece, and the European Union, on the environmental protection and sustainable development of the whole basin. But are there some positive effects since the organization started the collaboration? 3 people, 2 lakes, 1 future. And this is the most intangible but also very concrete outcome of this collaboration. In these decades, we have done a lot for wetlands and waterbirds, especially, but also for forests, for other parts of this wonderful place. One country is in the European Union, the 2 other countries are not. What is more difficult, because 2 countries are not EU members, is to have uniform legislation. We don't have uniform legislation, and this is an obstacle. We don't have the same funding available for projects. Greece apparently has a lot more funds. Yeah. The question is whether it uses them well for Prespa. What are some of the problems that you face with the lowering of the water level? There has been a water decrease of Great Prespa Lake for several meters, 8 to 10 meters in the last decades. And this is changing the situation of the
aquatic and wetland ecosystems. This does not happen only in Great Prespa, it affects also Lesser Prespa, the smaller lake, where for our side in Greece, we have the most valuable resources in terms of wetlands and water birds, the nests of the Dalmatian and great white pelicans. Do you have a personal thoughts about what's going to happen in the future? What I know is that many people are striving, are working, are putting their best efforts for this place. But it can still be a valuable place and a place where local societies thrive because they are occupied with modern activities, either in tourism, mild forms of tourism. Like bird watching. It's a bird paradise. In the basin, you can observe more than 260 species of birds at various stages of the year or in various areas. Do they use passport to pass from the other side? No, it's free. Birds, fish, bears. Even bears? All types of animals, especially the bigger ones, the stronger ones, cross the borders freely, at will. Only people, are constricted by borders. Супер. А дали знаеше ти, Ана, дека овде во Грција било која салата е грчка? Пошто во Грција сме. Овде, за разлика од други места, крапчето се прави уште на традиционален начин, како пред многу години. За разлика од другите места, овде крапот прво се суши, па потоа се готви со макдонос, бело вино и лук. А допред малку пливаш онда во аквариум. На 18 јуни 2018, по 25 години работа на грчко-македонскиот спор за името, овој спор е конечно решен и Ливици влегува во историјата. Од моја страна беше кажано дека денес ми е роден ден. Јас на моето семејство му кажав, оваа година не сакам подароци, затоа што два премиери ќе ми дадат еден голем подарок. Токму тука, во Псарадес на Преспанско, долго раскараните соседи конечно си пуштија рака и го обновија пријателството. Една од помалку коментираните обврски во јавноста во врска со Преспанскиот договор е за гарантираното и конечно отварање на граничниот премин Маркова нога. За локалците од сите страни и држави на езерото, насушна потреба. Се враќаме назад кај нас, преку кој да е премин, со идеја за уште едно преминување на островот Голем град. Островот можеш да го видиш? Че да зумирам? Да, го гледам. Сега се тркаме до таму? Какво тркања, да? Така бе, со кајчиња, на кој прв стигне нема да треба да спие со змиите вечер. Какви змии, само што јадевме сега, чекај малце да одмориме. Што се плашиш? Од што да се плашам? Е, па е на 3. 1, 2, 3. Е, па ајде! Идам. Чекај, ќе те стигнам, ај. Чао! Стигнав ја! Не после плачеш. Ќе те стигнам, уживај. Натаму да ме одиш.
Ај добре, дое. Се враќаме назад. Многу време ви требаше да стигнете, бе, Дритон. Па ја мислам дека е веќе повеќе од јасно кој е победник. А овде на островот е безбедно да се спие сам у шатор? Може. Може да се ама спие, треба да заградиш еден простор за опасност од змии, имат плоскоци. Да. Ја и ти сега, ќе си влеземе назад у чамче и ќе си отидеме. А не е гревото да го ставиме тука? Ќе се снајдам чекористо учиве, ако не е жал. Лего. Не заборавај да пишеш! Драг дневнику, не сум долго време на Преспа, ама можам да кажам дека крапот е одличен. Мојот стомак е среќен, но сепак мозокот загрижен. Езерото се повеќе личи на плажа, се помалку на езеро. Немањето план за езерото и паметно стопанисување со водите не само што се закана да го уништат езерото, туку и целиот жив свет во и околу него. Со уништувањето на езерото ќе ги снема и сите птици кои имаат своји живеалишта и викендици на Преспа. Да не ги заборавам и желките, кои се вечерва тука со мене. Кога ќе ја снема водата, ќе ги снема и нив. А тука се наметнува и прашањето како ќе опстанат и луѓето. Нема да е лесна задача, но мора да сториме се за да и го вратиме животот на Преспа. Драг дневнику, до некои посвекни преспански времења, од еден автор кој многу сака да проба крапче. Добеше таму со љубов за езерото и Јодана, која сака повторно да ги доживее детските спомени од одмаралиштата во Преспа. Ти што си сменила вака боја? Не само боја, Ана. Не сум веќе истиот. Змии вида? Забавно ти е ова, Ана? Интересно ти е? Мене? Да. Ептен. Тебе што не ти е забавно?